Почитувани гледачи, го следите на новото издание на емисијата Спектар. Мој гостин е господинот Љупчо Ристовски, председател на партијата Интегра, Македонска конзервативна партија. Ви благодарам што прифативте да бидете гостин во оваа телевизија во рамки на емисијата Спектар. Добар ден, ви благодарам и вам и поздрав до вашите гледачи. Така. Најпрви, нели знаеме дека партиите имаат кратенки, меѓутоа вие често на вашите настапи истакнувате Интегра, Македонска конзервативна партија. Поимот конзервативна знаеме што е, меѓутоа еве да ни објасните што содржи во таа конзервативност во вашата партија. Покрај Интегра, чиј што корен на зборот е во интегритет, тоа што го мислите да го говорите, тоа што го мислите и говорите и да го правите во вашиот живот, но и во политиката. Ние со името сакаме да пратиме една поголема порака, да интригантно, примамливо и сите да се прашуваат што тоа во суштина значи. И нормално дека Македонска мора да биде неизоставно од сите имиња, не само на политичка партија, но и на фирми и на се останато веќе треба да се држиме до македонското во Македонија. Ние во една прилика на еден пост јас пратив порака секој субјект, дали е правен субјект, фирма, било што, ќе треба зборот македонски да го внесува во употреба. Тоа е пркос на македонскиот народ, особено што во периодов наназад под силна агресија се сите македонски идентитетски одредници, особено македонското во татковината Македонија, затоа ја нарековме македонска. Конзервативна, ја знаеме идеологијата, враќање на оние изворни исконски вредности кои што нашиот народ одамни на добро ги познава, доблесноста, вредноста, интегритетот, тоа што го говорите да го мислите, чистиот образ, снафлукот во животот, во бизнисите, во политиката. Че мора да се вратиме на корените, на она што значи вредност. Јас напишав повеќе книги имам, но една од последните книги беше Политичка визија, вредност е модел на политички поредок, и таму ги извлекавме оние библиски исконски вредности кои што се во суштина и безвремени. Нели, доблесноста, вредноста, интегритетот, и во таа книга на научен начин докажав дека немате просперитетно општество доколку не е засновано на вредност, на доблесност, на интегритет во својата основа, во уставот, во законите и нормално во емпириските практики. Така што конзервативниот момент ни е многу важен, силното семејство ни е многу важно. Семејството е клетка на општеството, тоа нели е особено символ на македонството, на македонското. Значи македонското семејство обстанало нели низ историјата и тоа на што нас не одржало, тоа не сплотило во добро и во лошо. Сега вториот важен сегмент на нашава идеологија е вредносната либертаријанска идеологија, што е сосема ново не само во Македонија, туку и во регионот, ако сакате, и пошироко на тлото на Европа. Либертаријанската идеологија е слободата, но не во смисла на либерализмот, кој што нема никакви ограничувања и често пати одат во анархија. Имаме вредностни ограничувања. Мојата слобода можам да ја унапредувам до границата, да не ја загрозам слободата на другиот до мене. Економските слободи може до максимум да бидат унапредени, но до границата да не стане некој правен субјект монопол или да загрози одредена ранлива категорија на граѓани. Ако сакате во овие етнички и идентитетски моменти, значи правото на идентитетска определба моја и на другиот до мене треба да оди до границата до која не сме да го загрози правото на другиот. Ако говориме, еве, станува збор за една мешана етничка средина, каде што имате албанска етничка заедница, унапредувањето на правата, па јазични, идентитетски, какви год сакате да ги наречете права на албанската етничка заедница, може да оди до границата до која, значи, нема да ги загрози моите права да бидам јас македонец во мојата татковина Македонија и да говорам јас македонски јазик во мојата татковина Македонија, но и македонскиот народ да биде државотворен народ во својата татковина Македонија. Оти така сме били во 44-та и во уставот 46-та. Македонија е дефинирана како држава на македонскиот народ. Со референдумот 91-ва Македонија е дефинирана како држава на македонскиот народ. И тоа никој не смее да го оспори, никој не смее да помисли дека може да го симне статусот на државотворност на македонскиот народ во татковината Македонија. Тоа е она која што е под силна агресија во дадениот момент,
од Социјалдемократскиот сојуз и затоа често пати јас велам дека станува збор за класично велепредавство, кое што и казниво според кривичниот законник во член 308. Значи ја подведувате нацијата и државата, вашата татковина, нашата татковина, некој се дрзнал од позиција на власт и злоупотреба на позиција на власт да подведе во понижувачка и подценувачка позиција во однос на други нации и народи, во случајов нели екстремизмите на Софија, Атина и така натаму, секако и домашните екстремизми. Од тука ние имаме многу јасна идеологија, јасна конзервативна вредностна идеологија и сме единствена политичка партија која што на политичката сцена излегува со чиста, кристално јасна идеологија. Со нас нацијата ќе знае на што е. Знаете, јас често пати ова во последно време го говорам, кога купувате на шалтер авионска карта, шалтерскиот службеник ве прашува која дестинација. И вие кажувате Вашингтон, Лондон, нели Ерусалим, Москва, Пекинг, ќе ја кажувате дестинацијата. Од тука јас тврдам дека политичките партии ќе мора да се научат пред избори јасно да си ја кажат дестинацијата каде ќе ја однесат Македонија за 4 години мандат. Од тука ние велиме дека со нашата изборна платформа која што ја најавуваме како хидрогенска бомба, еве во наводници, да не ме свата дека е тоа нешто претенциозно, но во основа кога ќе разговараме во тој дел, ќе видите дека станува навистина за нешто иновативно, несекојдневно, вонстандардно и вонвременско за овие простори, ако сакате. Таа платформа ја нарекуваме нова македонска ренесанса, на прагот на третата декада на 21. век. И со таа изборна платформа, значи со нашава нова политичка визија, ние целиме да препородиме татковината за 2 изборни циклуси, затоа додадовме во првата декада, во третата декада од 21. век. И тврдиме дека за 10 години од сега никој од нас не ќе може да ја препознае татковината во однос на ова што имаме перцепција за неа сега. Тогаш после 10 години сите нема да сакаме да се сеќаваме на овој период од 30 траурни години. Тоа ќе биде како да се сеќавате на еден кошмарен сон. Никој нема да сака да помисли што Македонија преживеа во овие 30 траурни транзицијски години, таа бескрајна транзиција, кога Социјалдемократскиот сојуз и ДПНЕ го граба овој народ, го крадеа крволачно 30 милиарди долари изнесоа од джебовите на македонскиот народ, од джебовите на луѓето што живеат во Македонија. 30 милиарди е огромна сума за ова татковина, за Македонија, поготово што бевме на почетокот, тоа е исто како некој пиле сака да пролета, некој му ги сече крилјата на пилето. Сакам да кажам дека во овие 30 години, 94-98 година во сеќавањето ни остана Социјалдемократскиот сојуз, негова стигма е криминалната приватизација. 200.000 стечајни работници тие оставија на улица. Имавме многу самоубиства во тој период. Бројот на самоубиства нагло порасна во тој период. Луѓето се почувствува безперспективни. Значи, имавме едно економско назадување на македонскиот народ, ако сакате, и со старото девизно штедење од Југославија, со таа Љубљанска банка, потоа со штедилниците ТАТ, со инфлацијата на почетокот и така натаму. Значи, имаме едни сериозни предизвици во тој период во кој што македонецот се повеќе стануваше сиромашен и ја губеше својата перспектива во својата татковина. Значи, ако сакате, во периодот кога ДПНЕ беше на власт, па дури двата мандата 98-2002, ние имавме, покрај косовската криза, ние имавме и сериозен конфликт 2001 година, кога многу македонци од овие краишта настрадаа сериозно. Значи, многу се иселија од овие краишта. Значи, тоа е нешто кое што не може да се заборави. Значи, и тогаш имаше елементи за велепредавство. И тогаш имаше на маса поинакви решенија за справување со тогашниот воен конфликт 2001 година, кој што јас може би ексклузивно за македонската јавност во Тетово и Гостивар, ќе ви кажам отворено, доаѓа директно од Вашингтон. Ние имавме начин, и тоа директно по насоки на Вашингтон, на првенците на Вашингтон во тој период, од Стејт Департментот, да не кажувам имења сега, не е опортуно во даденава ситуација, тие ни дадоа точни насоки и инструкции како ние да постапиме во справување со воениот конфликт. Тогаш ние од нив ја добивме информацијата од каде ќе дојде заканата, од Косово, од УЧК и така натаму. Значи, немојте, фама голема е во македонската јавност дека американците се пријатели на албанците. Не, пријатели се можеби
делот на Deep State, на Обама, Клинтон, Бейли, Соросовите институции и така натаму, за да нели се намали јачината на суверенитетот на македонскиот народ во татковината, можеби и на други суверени нации и народи. Но јас тврдам дека во Америка има еден конзервативен дел кој што цврсто стои денеска на македонскиот национален стратегиски интерес во Македонија. И јас тврдам, и јас нели го говорев тоа и во Конгресот кога бев во Америка, тројца конгресмени ни отворија вратата. Јас лично се видов и со Пол Мичел, со нивните работни тимови, имаме работни средби со саати, Кристофер Смит, Стивен Стиверс, тоа се група на конгресмени од така наречената Macedonian Caucus група кои што работат на македонскиот национален стратегиски интерес во Конгресот, во Сенатот, во американското општество. Имаме група на американски инфлуенсери кои што се држат за македонскиот национален стратегиски интерес. Значи, тука да немаме дилема дека 2001 година тогашното раководство на нели конзервативна Америка застана на страна на македонскиот национален стратегиски интерес, но се случи, јас можам слободно од оваа дистанца да кажам, внатрешно домашно велепредавство. Ние македонците бевме виновни што така излезе во 2001. Сега не можам да навлегувам повеќе во детали, но да знаете дека приказната има и друга страна, која што можеби еден ден ќе откриеме во дадена нели констелација. Предавството проложи внатре во македонскиот блок и денеска се случува внатре од македонци. Социјалдемократскиот сојуз го почна тоа велепредавство со предавањето на македонското национално знаме периодот 94-95 со спогодбата со Грција 95 година. Значи немате нација на планетава која што ќе се откаже од своето национално знаме. Македонците се единствената погубна нација која што го дозволи тоа и ја отвори вратата. Чи мејнстримот на она што беше негативно спрема македонскиот национален стратегиски интерес, знаете, таа лавина ја насочи према македонците. Рекоа, притискајте, таму е тенко, ќе се скине. Но таа врата на злото, таа пандорина кутија ја отвори Социјалдемократскиот сојуз. И нашата борба е сега на овие избори да го сведеме на 2% како Мечир во Словачка. Не сме македонец да гласа за Социјалдемократскиот сојуз повеќе никогаш во својата историја, затоа што велепредавството на македонскиот национален стратегиски интерес почна од Заев и од Социјалдемократскиот сојуз. Сега, а претходно беше најавено 95 година со спогодбата и со продажбата на македонското национално знаме. Знаете, денеска во Америка Сенатот не почнува седница без секој сенатор да положи заклетва на американското знаме и со рака на Библија. Седница не почнуваат без да положат заклетва со рака на Библија и на американското знаме. Тоа е на ниво на култ. Ние македонското национално знаме лесно го дадовме. Не смееме да се откажеме. Знамето од Кутлеш, тоа 16 крако сонце, е македонски национален символ. Под него гинеле македонци за да имаме оваа слобода денес. И од тука ние мора да бидеме многу внимателни. Но овие избори, нашата мисија е, уште на конвенцијата ја најавив лани, 9 март, не смееме да дозволиме понатаму Социјалдемократскиот сојуз да биде на власт ниту еден миг повеќе. Така. Исто така не смееме да дозволиме да се врати ДПНЕ затоа што 2006-2016 година направија трагедија со македонците. Тие сеја страф, ужаси, притисоци, непријателски преземања на фирми, прислушкување на 29.000 мобилни телефони, од кои што грото беа македонци. Со која цел беше тоа да се понижи македонскиот народ, да се шепоти во спални соби, дојдовме ние во една ситуација да едноставно стравот го владее македонецот, па македонецот никој пат немал страв, па во турското ние сме немале страв, во српското сме немале страв, во Титовска Југославија немало страв кај овој народ. Сега гаѓаат на моментот на страв. Тоа не смееме да го дозволиме. Затоа е интегра на политичката сцена да крене главата нацијата, да врати надежта кај нацијата, кај македонскиот народ збора во етничка смисла. Ние сме национална партија на македонскиот народ. Некој не нарекуваат националистичка, јас немам проблем со тоа. И да сме националистичка. Ендрю Хейвуд, сега како професор по политички науки, ќе ви кажам дека во сите 5 дефиниции за национализмот, сите упатуваат на љубовта кон својот народ. Љубовта кон татковината е патриотизам. Но љубовта кон мојот народ никој не може да ми ја забрани. Тоа не значи дека јас по автоматизам го мразам другиот различен од мене. Тоа е либертарианизмот.
Јас моето право до граница да не го загрозам правото на другиот да се чувствува дека е различен од мене и јас тоа ќе го почитувам, но ќе мора и тој да го почитува моето да бидам различен од него и да сум македонец, да говорам македонски јазик, да имам своја македонска историја, да имам, своја македонска култура и своја духовност. Значи мора да го почитува другиот моето. Сакате овој модел, оваа идеологија распослете во односите со Бугарија, ќе го добиете истиот момент. Бугарија ќе мора да го почитува моето од Бога дадено право на самоопределување и право на постоење. Сега употребувам точно правно-политички термини. Дека јас сум македонец во етничка смисла, во етнички контекст. Дека говорам македонски јазик, дека имам своја македонска историја, дека имам своја македонска култура. И од тоа нема отстапување. Борисов ли е, Брисел ли, Вашингтон ли е, не интересира. Тој кој што ќе застане на македонскиот национален стратегиски интерес, тој ќе ни биде нашиот пријател. Се останато ќе биде настрана од нашето блиско пријателство. Тие еден ден ќе мора да сватат дека ние постоиме. И тоа ќе биде нивен проблем. Ако тоа не го сватат, затоа нашиот совет и нашата порака е дека тоа треба што поскоро да го сватат и да разберат дека се додека не се оствари во сета полнота македонскиот национален стратегиски интерес во татковината Македонија, нема да има мир во регионов, нема да има прогрес и просперитет во регионот. Погрешна политика одбрале, погрешна методологија да цело време го притискаат македонскиот национален стратегиски интерес да детериорира, да назадува со цел нас македонците, да не обезличат во етнички контекст од државноста на Македонија, да станеме, нека ми простат, на ниво на власите и на ниво на ромите. Значи, не може ова Македонија да постои без македонско етничко обележје. Македонија не може да постои без да има стопан во име и за сметка на македонскиот народ. И тука треба јасно да се говорат овие работи. За жал, на парламентарната опозиција ДПН како мачка да им го гризнала јазикот, никогаш јасно, јавно и гласно не застана на македонскиот национален стратегиски интерес. И со последното раководство имаме континуирани, јас ги нарекувам, дури и велепредавство, сметам дека е тоа танго со ѓаволот. За референдумот имаме такво велепредавство. Едноставно нивното колебање доведе до една ситуација во која што, видете, тогаш македонскиот народ си ја зема судбината во своји раце. Тој референдум е неуспешен официјално според одлуката на ДИК, на Државната изборна комисија. И точка, завршува темата таму. Но останува стигмата на ДПН и Мицкоски за нивната колебливост. Библијата вели, колебливиот е како морски бран. Ветерот го подига, го удара во карпи, го распрснува и го снемува. Таа колебливост ќе доведе до исчезнување на оваа партија од политичката сцена наскоро. Да. Затоа што ДПМН не ќе може повеќе се шлепа на ВМРО. Тие 4 свети букви, тој е акроним, ВМРО сте вие во срцето. Јас сум. Многу од СДС се ВМРО исто така од 3-тиот и 4-тиот ешелон. Македонците се ВМРО, но не се ДПН затоа што тие ги злоупотребија тие 4 свети букви како крава мозница ги користат да се докопа до власта, до нивните претпоставени 5 минути во политиката и едноставно да го граваат овој народ. Јас реков претходно, 30 милиарди долари, знаете ли што тоа значи? Еден прост економетриски модел, да беа бризгани во економскиот циклус тие пари. Со овие мизерни стапки на раст во изминативе 30 години, ние сега ќе имаме 1700 евра просечна нето плата по вработен, поголема него во Франција. Тоа е потенцијалот на Македонија. Затоа Интегра со оваа идеологија сака да го покрене тој потенцијал кој што го има Македонија, да го кренеме стандардот на нацијата, да направиме богати и среќни и задоволни граѓани од постигнатото во својот живот. Да. Во пракса знаеме дека најголемите политички партии во Македонија, СДС и ВМРО, ДПМН не толку се држија до таа идеолошка матрица од која што велат дека партијата им оди во тој правец. Сега и гледаме дека не зборуваат дека се идеолошки насочени, колку сметате дека народот верува повеќе во идеологии, да речеме конкретно во конзервативната партија, колку сметате дека тоа ќе им биде наратив да гласа за конзервативна партија, за да имаат поголем просперитет? Идеологиите на Социјалдемократскиот сојуз и на ДПН се веќе застарени. Тие не поминуваат повеќе на во третава декада на 21 век. Ние сме сега во предфазата на една нова технолошка револуција. Тие идеологии се застарени, двете се од 19 век. И марксизмот на Социјалдемократскиот сојуз, постојано да ви сте очите во джебовите на граѓаните, постојано да, мислам, за цело време на владење на Социјалдемократскиот сојуз, тие еднаш не создадоа додадена вредност во Македонија. Еднаш не направија нешто плюс од себе, освен што зимаа од джебовите на граѓаните. Нонстоп се товареа со даноци.
Па измислија сега дека прогресивниот данок бил праведен данок. Глупост невидена. Во економската теорија прогресивниот данок никој пат не го полнел буџетот. И никој пат не бил праведен. Ја замајуваат нацијата. Не е праведен дури ни рамниот данок, ако сакате, што го форсира ДПНЕ. Тие сега велат од 10 до 8% кидат со рамен данок. Не. Најправеден и најпросперитетен е регресивниот данок кој што го воведува Интегра. Ние го најавуваме во изборната платформа регресивниот данок. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе имаат луѓето намалени стапки, тие што вработуваат, малите и средни бизниси, големите бизниси, тие се тие што нели создаваат нови работни места, ќе ги покренеме индивидуите да влегуваат во мали и средни бизниси, да создаваат, колку повеќе создаваат, помалку ќе плаќаат. А во номинален износ секој пат тоа е повеќе. Значи повеќе ќе се полни буџетот, иако ние сме единствената партија која што велиме дека ќе одиме на намалување на даноците, намалување на јаремот врз нацијата, товарот од плеките на нацијата мора да го симнеме, да му олесниме на народот, да се крене, да рашири крилја како орел и да лета повисоко од сите останати. Државата мора да му се симне од плеките, да му се симне од товарот, ќе ги намалиме даночните стапки, царинската тарифа ќе ја промениме и таа ќе оди до исчезнување во двата изборни мандати. Во првата фаза веднаш за нели машини и опрема за висока финализација и за високи иновацијски, информатички и технолошка опрема и така натаму. Че веќе навлеговме во делот на изборната платформа, но должен сум да кажам дека вториот сет на симнување на бремето од малите и средни бизниси и од нацијата воопшто е дерегулацијата. Ке имаме, значи, преку еден проект MassDirect, Massive Deregulation, ке имаме масовна дерегулација на се што е обременување на бизнисите и воопшто на животот на граѓаните. Значи, тие решенија, лиценци, дозволи кои што разни државни органи на разни нивоа ешелони во власта раѓаат мито и корупција, ве уценува за било каква дозвола, решение да добиете пари, мито. Тоа е страота во еден систем. Творецот на теоријата за економска дерегулација е во тимот на Интегра, тоа е угледен професор од Америка. И таа теорија вели дека со 10% намалена регулација во општеството, по автоматизам имате 3% стапки на раст. Тоа значи дека треба да ослободиме нацијата да оди напред, системот да дише слободно, едноставно, луѓето да немаат притисок со инспекции од власта, да третираат, знаете, државата, да и се плашат на државата. Не. Државата е еден апарат кој што ние сме се собрале, сме ја формирале за да нам ни го олесни животот и за да имаме ред и поредок. Целата смисла на постоење на државата е да имаме ред и поредок. Ако во еден семафор еве на прометна сообраќајница во Скопје снема, нели, регулирање од семафорот, нема сообраќајец, нема ништо, за 20 минути ќе стане хаос. Никој никого нема да го пушти, нема да му даде предимство, едноставно може и ќе се искарат, може и ќе има сообраќајка, може и ќе стане и тепачка. Затоа ни треба нели регулацијата, ни треба редот и поредокот, значи ни треба систем. Затоа сме формирале ние државата, но не таа да ни се товари нам, па како еден диносаурус да не гуши во овој простор. 160.000 администрација имате во дадениот момент. Ова стопанство нема сили да го плаќа тоа. Второ, имате уште едно сидро тешко, тоа е 60% задолженост. Ние сме на ивица на должничка криза од бруто домашниот производ 60%. Ние оваа година имаме 720 милиони евра враќање ануитети по основ на долгови. Сега види, Интегра излегува со една радикална економска реформска програма. Нашава платформа ги објави скоро на една интерактивна онлайн дебата, нели одеше на YouTube каналот на Интегра и на фан страната на Интегра и на интернет страницата на Интегра и ги изнесовме во јавност тие 12 тенети на економската радикална реформа кој што ги предлага Интегра. И тоа ќе биде нешто што е вон стандардно. Ќе ви кажам само неколку сегменти кои што можеби ќе интересираат јавноста. Капиталните инвестиции од половина милиарда кои што редовно ги имаме во буџет. Субвенциите од 150 милиони евра, тоа се вкупно 650 милиони евра. Државата е лош стопанственик, таа не знае да управува. Таа ги користи за мито и корупција. Затоа сме една од најкорумпираните држави во светот. Затоа што грнете со метева на дофат на рацете на премиерот, тие ги брцаат прстите внатре. Вице-премиерите, министрите имаат премногу дискрециони права да управуваат, па затоа имате анекси од 100 милиона, затоа имате 59 километри пат од Кичево до Охрид за не знам кој што во службен вестник во Кина е 89 милиони евра, а кај нас е 440 милиони евра. Имате анекс врз анекс и тоа не е малку, но по 50 милиони, по 100 милиони евра и така натаму. Што имате крволочно грабење
на овој народ и од ДПН и од Социјалдемократскиот сојуз. И сега ние доаѓаме и велиме овие 650 милиони евра ќе ги тргнеме од дискреционо право на премиерот, вице-премиерите и министрите како удел во посебен македонски инвестициски фонд МЕИН. Тоа значи ќе биде 1/3 удел на државата за мега еквити фондови и мини еквити, за мега еквити проекти и мини еквити проекти. Значи за Чебрен, Галиште, Бошков мост, соларни резервати, ветерници, брза и масовна гасификација на цела територија на Македонија. Третиот бран на алтернативни извори на енергија, производство на енергија од хидроген, чие што лиценција има наш македонец од Австралија. Производство на дијаманти од јаглен, чие што лиценција има македонец од Америка. Приоѓаат македонците кои што биле збивани овие 30 години, подтуркувани од јавната сцена, ставани во ќошиња, омаловажувани, немале шанса да излезат на сцена. Видоа дека енергија ќе ослободи таа енергија, тој творечки потенцијал на нацијата и ни пристапува со вакви иновативни проекти. Замислете, еден рек Битола, едно тајмиште, едно фени, еден југокром, една цементарница да ги ставите на хидроген да користат енергија ефтина. Знаете дека тоа е водород од вода. Македонија ги има двата базени, значи вториот и третиот во Европа издашни базени, Солунска глава и Галичица. Простете. Приуштени истражени. Значи, сакам да кажам дека имаме потенцијал од Бога даден. Греф пред Бога е македонец да биде сиромашен во својата татковина. Јас тврдам дека срамота е, преска кажав, Социјалдемократскиот сојуз не знае да создаде додадена вредност, но не знае ни ДПНЕ. Во моментот ние имаме 12 милиарди долари бруто домашен производ, што е мизерија, смешно. Најмалото село во Австралија има 12 милиарди долари. Значи 200.000, еве Ливерпул ако сакате да земете го, Кендјури Бенкстаун општината со 250.000 жители, тие произведуваат 15 милиарди долари бруто домашен производ додадена вредност годишно. Една општина во Австралија повеќе произведува цела Македонија заедно. Јас тврдам дека Тетовскиот регион, регионот на Полок, имаат потенцијал сами да произведат милиарди долари бруто домашен производ. Само треба знаење, умење, вештини и треба љубов кон својот народ и кон својата татковина. Треба разигрување на економскиот систем. 2/3 во удели во овие инвестициски проекти што ние кажуваме Македонски инвестициски фонд ќе доаѓаат од неколку извори. Едниот извор е приватни инвестициски фондови во 3 слободни финансиски зони Скопје, Охрид, Струмица. Во тој триаголни financial triangle го нарековме или масив зон, значи тоа е зона каде што ќе имате слободни приватни инвестициски фондови кои што ќе ги хранат овие 2/3. Секаде каде што е партнер државата, каде што таа поддава, подметнува рамо, каде што поддава рака, приватните инвестициски фондови влегуваат без проблем, тоа е најевтиниот капитал. Ниту странските директни инвестиции се капитал најевтин, ниту банкарскиот капитал е најевтин капитал. Приватните инвестициски фондови ќе ги привлечеме и тие ќе го хранат овој инвестициски фонд. Парите на нашите македонски селеници низ светот исто така ќе ги привлечеме. Во делот на мини еквити фондови ќе го разиграме системот со слободни спа зони, со слободни зони за здравствен туризам. Имаме 7 геотермални точки во Македонија. Ако сакате ќе ги набројам. Почнете од Кумановскиот дел, Овчеполието, Кочанско, значи имате Струмичкиот дел, имате Пелагонискиот дел, Косел, Охридско, Катлановско, Скопско, имате Девар. На оваа страна, значи имате 7 точки каде што ќе имате центри кои што на јавен тендер ќе има и по 30 маркици за здравствен туризам, за бајско лекување. Целзиус рекол, дајте ми начин да го загреам телото, однате, ќе излечам секоја болест. Ние го имаме тоа богатство во Македонија. Терме Словенија направија светска атракција со еден извор. Ние ги имаме тие 7 геотермални точки со над 72 степени. Еве уште нешто. На потегот Буриево према Беласица, наш македонец од Норвешка повратник прави 30 бушотини, од нив 27 кажува дека има богатина оѓалишта на нафта и на газ. Македонија може да стане главен снабдуваш на газ за екс-Југославија и делот на Југоисточна Европа. Значи, првата година од власта на интегра, ако даде Господ и ако ни ја довери нацијата, довербата, ни ја довери власта, значи веднаш ќе имаме истражување првата година и втората ќе почнеме со инвестиција во рафинерија со Евро 6 стандард на тој потек и со нормално експлоатација на газ. Тоа значи дека Македонија има потенцијал. Норвешка кога 68 година ја откри нафтата
и гасот на својата територија консекутивно години наназад до ден денес е број 1 просперитетна држава во светот. Дубај се крена од кога ја открија нафтата за 5 години се крена горе. Сега Израел во крајбрежјето откри големо наоѓалиште на газ и го пуштија проектот Исмет и одат нели по Средоземното море покрај Грција и Албанија сакаат да влезат во Европа. Македонија може да се вмеша како сериозен играч во овие нели геостратегиски поместувања и геостратегиски разместување во регионот, но треба да имате влада која што си ја сака татковината, си го сака својот народ, која што е стаменита, чии што лидерски тимови се морални столбови, кои што знаат и умеат што треба да се прави со татковината и каде ќе однесат. Ние рековме дека за 10 години од сега, ако е интеграна власт во двата мандата, никој нема повеќе да ја препознае Македонија таква како што ја знае сега и ќе се сеќава на овие 30 траорни години. Јас торпат го кажам ово во емисијава како на кошмарен сон. Ние живееме во кошмар 30 години. Еве, господин Ристовски, знаеме нели со држава овие 3 децении кои владеат најмочните партии, тие што имаат многу пари. Како вие ќе успеете на политичката сцена да излесувавте трета опција, како што видите па на крај прва опција? Затоа што знаеме дека нели во ово време парите се највлијателни нели и во однос на кампањи и слично, или пак можеби до вербата народот ќе бидат тие пари кои што нели со Божја помош и со вистината и со љубовта за својот народ и татковината и нацијата ќе препознае. Значи енергијата од нема народот. ништо понадофат над дланката од невозможното. Стара слава повеќе во Македонија не поминува. Ке заборавиме и на глупостите и велепредавствата на Социјалдемократскиот сојуз и македонскиот народ во етнички контекст, говорам сега, ќе им врзе шамар на овие избори. И ќе ги смести во ќошот, ќе научат како да се однесуваат друг пат со македонецот. Истото ќе се случи и со ДПНЕ. Никогаш овој народ нема да им заборави овие страдања 30 години што ги има. Не може да се дозволи македонец до 15 доди со исправена глава, здрав прав маж, после 15 да не може да си опрехрани семејството и да не може да оствари амбицијата на своите деца. Не избегаа младите, 200-300 илјади млади ни отидоа и тие се високо образовани кадри. Една анализа проста кажува дека 50.000 евра чини школување на еден студент на Универзитетот Кирил и Методи. Помножете колку ни отидоа млади високо образовани по 50.000 евра. Колку пари има изгубено оваа држава од глупоста на Социјалдемократскиот сојуз и ДПНЕ, од немоќта или несакањето и незнаењето, или од нивната мегаломанија и поход да крадат и само крадат од овој народ и да ни ги избркат младите надвор. Значи, таа стигма тие ќе си ја носат. До сега немало политичка сила која што вака јасно, отворено, транспарентно и храбро им се спротивставила. Ние немаме комплекс на пониска вредност, имаме високо поставени таргети, знаеме каде одиме, за нас авторитет е само Господ. Апсолутно тврдиме дека на стара слава повеќе во Македонија нема да се освојува власт. Кој сака нека е, колку сакаат пари нека имаат. Секој пат има да знаете и долар повеќе и глас повеќе. Така што сега е отворено поле за надпревар. Знаете како на Олимписки игри сите тркачи се на иста линија. Свирчето важи и за нив, важи и за нас. Во оваа фаза не им се даваме за ништо, газиме до крај машки и храбро, нека ми просто дамите, че имаме моќни лидерски тимови, имаме изборна платформа која што е вонвременска и вон стандардна за овие простори. Тврдам дека таа е единствениот начин како да решиме, ако сакате, и оваа должничка криза. Имаме посебна DES стратегија, Debt to Equity Swap стратегија се вели, нели Маздарек проектот го кажував, регресивните стапки на данок. Имаме многу иновативни проекти, имаме центри за старски туризам, кој што овој дел на оваа страна има над 600 метри надморска висина, страшно многу простор и потенцијал да се развива во тој дел. Ние со јапонците години наназад имавме еден проект, јас неколку пати го говорам, тие сакаат 2 милиарди да инвестираат во центри за старски центри, каде што ќе имате комплетна инфраструктура, од брза железница, експресни патишта, автопати и внатре ќе имате изворена инфраструктура со системски маркети, кино сали, фитнес центри, базени, спортски центри, тримпатеки. Едноставно во Јапонија, знаете, 100 милиони жители се на мал простор. Таму има принцип на патернализам. Имаат почит кон старите, кон возрастните лица. Ние таа почит треба како македонци да си ја вратиме. Дури и кај албанската етничка заедница почита кон старите и возрастните е
веќе абсолвиран факт. Значи, ние треба да го абсолвираме тој модел. Во тие центри, замислете ги, со времено престојувалиште за одреден период, пензијата од 2 до 3.000 долари, ќе ја трошат тука во Македонија. Околу тие центри ќе се развива и градинарско производство, и органско, и овоштарство, и млеко, и млечни производи, и сувмесни. Тие треба да се хранат луѓе. 25.000 македонци имаме во Европа, кои што веќе имат остварено право на пензија. Во Америка, Канада, Австралија, Нов Зеланд, значи ние со ваков ланец на старски центри, значи во една зона ќе имаме по 30 на такви старски центри, state of the art зборам, не зборам за субстандардни услови, зборам за state of the art услови кои што се врв во светски рамки. Приватните инвестициски фондови ќе бидат заинтересирани овие пензии европски или странски и така натаму да се трошат во Македонија. Замислете, после временото престојувалиште, јапонците предлагаат да се изгради модерна фабрика за крематориум и урната да се прати по ДХЛ во Јапонија. И со тоа завршува проектот по пензионер. Значи, замислете Македонија кога би овозможила со овие 600, бараат нормално 600 метри надморска висина, да дишат кислород, бараат еколошки чиста средина, мир, спокојство, да имаат пристојна, достоинствена старост, пристојно и достоинствено да умрат луѓето. Значи, тоа е таа грижа, тоа е тој почит, но вакви иновативни проекти со овие центри за здравствен туризам, со овие бајски центри, геотермалните стратегиски точки, со спа зоните и така натаму, греот е ние да одиме во Бајско, Боровец, Сандански, тоа се субстандардни услови. Значи, Македонија може да стане центар, може да стане светска атракција во тој дел. Че ние имаме план нова транспортна стратегија да изврземе Македонија со брза железница. И немојте да ви прават баук СДС и ДПН во нивната неспособност дека ние не можеме да изградиме брза железница. Ако Кина гради 10.000 км брза железница до 350 км на час за 6 години, за 2 изборни циклуси од 8 години, јас тврдам дека Интегра и лидерските тимови на Интегра, вакви како што се морални столбови некорумпирани, ќе ја изградиме за 8 години целата мрежа на брза железница од 960 км до 200 или 220, зависи од конфигурација на терен, километри на час. Во секоја точка во Македонија мора да се стигне за 1 час. Тоа е нашата нова транспортна стратегија и јас тврдам дека тоа може да се изведе. Цената на чинење на километар брза железница со целокупната транспортна инфраструктура е некаде околу 10 милиони долари. Тоа не е ништо. Во период од 8 години тоа може да се реализира и е физибл, изводливо. Исто како што ги најавуваме, овие воздушни магнетни трамваи, кои што јавноста можеби не разбира, тоа се на столбови, тоа е жироскопија, го работи, трасата ја работи доктор по сообраќај инженеринг, имаме професори по транспорт кои што работеа на трасата, во Скопје ќе оди од Рачево по долината на Вардар до Сарај, значи воздушни магнетни трамваи, од Сарај, јужна обиколница водно, од центарот на Охрид до Светинаум и така натаму, значи, внимавајте, Македонија, можеби на многумина им изгледа научна фантастика, ово што им го зборуваме, но е многу реално, ги знаеме сите производители во Европа, знаеме цена на чинење по километар е 1.100.000 евра, знаеме кои се производителите на еден јавен тендер, сите ќе ги поканиме, сите ќе дадат понуда, можеби во ќе се коригираат трасите, но тоа ќе стане реалност и Македонија, Скопје, неќе можете да го препознаете после 10 години, Македонија ќе ви наликува на вистина на научна фантастика. Тоа е оно што јас го говорам. Ова што го живееме сега е фата моргана. Овие 30 години ќе бидат еден кошмарен сон. Значи, ова е траурно ние што го живееме. Македонецот не живее, ние живуркаме сега. Дури тоа сакаат да ни го одземат. Значи, сакам Македонецот да крене главата и да види повисока перспектива. Ние говориме на срцето на народот. Може би им изгледа преидеално се во ова, но сите критични точки, каде што назадувал македонскиот национален стратегиски интерес, каде што е нарушувано достоинството на мојот народ во изминативе 30 години, се земени во предвид и се таргетирани и имаме решенија, можам слободно да кажам, се врв во светската теорија и емпириските практики. Ова ви го говори човек кој што има 3 дипломи, човек кој што има 2 докторати, докторски студии во Америка, ова ви го говори човек кој што има 15 години институционална меморија, работејќи како државен советник за анализа на политики и координација во професионалниот дел на јавната и државна администрација, човек кој што го знае секое дупче во владата, како се креираат законите,
како се имплементираат законите и каде правеа грешки и глупости сите изминати гарнитури во овие 30 години. Затоа ја напушти владата 2015 година септември, за да во изминативе 5 години ја изнесам на сцена вредноста, доблестноста и интегритетот, за да се обидам на јавна сцена да кажам на македонскиот народ и на сите останати во Македонија дека има и поинаква перспектива, има поинаков начин за водење на држава, дека Македонија може и подобро и повеќе. Ние можеме од Македонија да направиме пристойно место за живење. Ако сакате и кај албанската етничка заедница, ДУИ и останатите албански политички елити ништо не понудија. Јас сум бил и во Лукар Мала, и во Малино Мала, луѓето уште газат кал. Луѓето уште одат во полски весиња. И тоа за албанската етничка заедница е стандард? Не. На овие избори и ним треба да им свртат грб, и кај нив треба да се породи ново. Има нови политички субјекти. Има и дури од страна на десницата нови политички субјекти кај албанците. Тие треба да трагаат по ново. Треба еднаш конечно овие 30 години да им свртат грб на сите екстремизми што се во Македонија. Тоа нема иднина, нема перспективи. Трета декада на 21 век сме. Сакаат ли да живеат како што треба или сакаат нивните деца да бидат во Швајцарија или во Германија да бидат трета класа луѓе, како што се и нашите македонци? Немој да мислите дека таму тие ќе го остварат својот сон, да бидат среќни и задоволни од постигнатото во својот живот. Не. Тоа може да биде само во својата татковина и затоа мој совет е да си ја прифатат Македонија за својата татковина, да не им пречи тоа што македонскиот народ е државотворен, тоа што македонскиот народ ја создал оваа држава нормално, нели партнерски со многу албански интелектуалци во Втората светска војна кои што застана на страна на нели на нашата праведна антифашистичка борба, тие партизански одреди и така натаму. И сега треба да застанат здравите интелектуалци албанци рамо до рамо со македонците интелектуалци и да изградиме од Македонија пристојно место за живење, да конечно го мултиплицираме бруто домашниот производ, да го кренеме стандардот на луѓево, да не одат повеќе во кал, да не одат во полски весиња навечер. Тоа е срамота, во 21 век сме, трета декада. Немој албанците да мислат дека целата вистина и целата мудрост е во ДУИ, во БЕСА и во Алијанса или така натаму. Не. Нека трагаат по нови политички ликови. Тие треба да се изборат натре, да изнедрат нови политички сили, кои што навистина имаат визија како да подметнат рамо и да подадат рака Македонија, да направиме татковина на сите, да направиме просперитетна нација и држава. Така. Не можеме да се задоволиме со просечност. Не можеме да се задоволиме со тонење. Не сме тоа да биде нашата перспектива и нашата визија и нашата иднина. Да. Во однос на овие избори кои што ни престојат, знаеме дека немаме променет изборен модел и овој изборен модел, нели, како и изминативе 3 децении, ќе ги фаворизира, нели, најголемите партии, колкутоа ќе биде тешко, еве условно кажано, за помалите политички партии. Видете, се е тешко во животот. Ако спиете 3 сати и сабајле треба да станете во 5 часот, исто така ќе ви биде тешко. Дури ќе ви биде и мачно. Но ние сме таков ков на луѓе, не се жалиме. И не смееме да се жалиме. Македонецот во турското не се жалел. Че ние не се жалиме, но ние преземаме во даден момент во своји раце. Ја преземаме ситуацијата во своји раце. Засукуваме ракави, подметнуваме рамо, подаваме рака, Христовиот агапе модел го изнесуваме на сцена, љубовта ја изнесуваме на сцена, жртвата за другиот до нас ја изнесуваме на сцена и тврдиме дека ќе направиме пресврт. Прво ќе направиме препород, метаноја, во мајнцетот на луѓето, како тие размислуваат. Немате перспектива ако вие постојано чекате некој да ви даде. Брисел ли, Вашингтон ли и така натаму. Не. Нема перспектива македонецот. Македонецот има доволно добиено од Бога. Имаме благодат од Бога на секој чекор. Имаме 4000 извори природни на вода. Македонија спие на вода. Че има начин. Рековме 4 точки мора да станат стратегиски ресурси: почвата, водата, воздухот и човечкиот капитал. Оно интелектуален ноу-хау, знаењето, умењето, вештините. Тоа значи дека образованието мора да го кренеме на највисоко можно ниво. Немате богата и просперитетна нација и богата и просперитетна држава ако немате образована нација. Немате богата и просперитетна држава, ниту богат и просперитетен поединец, ако тој не е здрав, ако немате здрава нација. Значи, здравието, здравството мора да го кренеме на високо. Затоа носител на листа во изборна единица 6 ни е кардиолог субспецијалист, доктор Виолета Србиновска, извореден професионалец во својата област, изворедна личност која си го сака својот народ, си сака татковината, предводи еден извореден тим на здрави патриотски сили. Така што во време на кампања ќе имаме можност и да ја представиме и да ја промовираме
Се надевам и вие како телевизија ќе ги отворите вратите да видат нови ликови во политиката, да видат нови виспрени умови кои што знаат како да направат препороти, како да ја предвижиме татковината во друга насока. Значи, мултиплицирање на материјалното богатство исто така. Ова се тие три постулати: материјалното богатство, здравството и образованието. Здравството мерено преку старосната граница на смртност, која што во Македонија е мизерно ниска, 72 години, сега да не говорам мажи жени, но во Европа веќе оди над 85. Образованието преку писменост над 15 години. И нормално, високото образование ќе има печат во тој дел. Затоа мора да ги таргетираме сите овие се компоненти на индексот за просперитет или индекс за човековиот развој, Human Development Index, вика индекс of Prosperity на програмата за развој на Обединетите нации. Се што ви говорам е научно и теориски издржано, емпириските практики потврдиле како се гради нација, како се враќа нацијата на стапките на прогрес и просперитет. И сето ова, кога ќе го ставите на една страна на тасот на вагата и кога ќе ги споредите изборниот модел што велите вие, 6 изборни единици, викате предпоставено имаат пари, точно е краделе 30 години и сега 90% од буџетските пари за водење на кампања ги имаат они, 10% се за сите во парламентарни партии кои што се 10. 90% од медиумската минутажа ја имаат исто тие, 10% е за вон парламентарни партии. Се е уротено, тие се направиле заштитени бели мечки во системот, но да знаете, целата одлука е кај македонецот. Кренеме ли глава над 10%, веќе не може да запрат ни бугарски возови, ни крадење, ни менување кути, ништо. Над 10% подршка во јавност, веќе тоа е излишно. Тоа не дава резултати. Тие може да украдат 2, 3 до 5% преку сила, но и тоа ќе биде видно и ќе биде прозирно. Се качите ли вие над 10%, моменталниот рейтинг на Интегра е 18,7% во јавност. Ние правиме интерни сондажи, ангажираме фриленсери кои што си професионалци и работеле и за Брима, Галоп, и за Тим агенција и за други. Приватно сме ги ангажирале. Едноставно, честно сме сакале да дознаеме вистината. Како стои Интегра. Млада партија, година и 2 месеци и така натаму. Февруари бевме 13,8%. Да речеме Левица беше 3,7%, Глас за Македонија беа 1,7%, Единствена Македонија 0,5% беа во февруари месец. Сега имаат расти они, но ние имаме значителен раст до 18,7%. Да речеме во делот на поддршка на лидерите, Заев има 16,8%, Мицкоски има 14,65%, Љупчо Ристовски има 14,56%. Значи си дишеме во врат. Тие премироци на ниво на доле, цела тука сме, држава а се уште имаме, 5000 генерирани мобилни телефони, од кои 1250 телефонска анкетата, по случаен избор се, значи се е по сите статистички стандарди за една анкета. Научно издржани, како што се за сите, така и за нас. Инаку сите останати не ја зимаат во предвид Интегра во тие нивни анкети, зашто е во парламентарна партија. И ние на вон парламентарна партија не ја зимаат во анкетите, освен таа која што досега не учествува на избори, нормално тие, што е можеби легитимно, не можам да им замерам ништо, не се жалиме во тој дел, но ние си правиме интерни анкети и знаеме дека поддршката за Интегра расте, довербата на нацијата е огромна, метриксот на социјалните мрежи е извонреден, немате лидер на политичка партија во Македонија, дури и од власта и од парламентарната опозиција, кој што има 500.000 гледаност на видео интервјуа, кој што има 450, 350, 380, 250, 200, значи пресконференција секоја ни е над 100.000 гледаност. Значи интересот на јавноста за тоа што го говори Љупчо Ристовски и лидерските тимови на Интегра е огромен. Довербата на нацијата е исто така огромна, ако гледате споредено во тој метрикс на реакции, позитивни, вакви, онакви на социјални мрежи и така натаму, но истото тоа се поклопува со резултатите од овие сондажи на терен. Така што, знаете, колку и да имате пари, ако немате визија за татковината, ако не успеете да го допрете срцето на нацијата, ништо нема да ви значат парите. Досега немало политичка партија и лидер на политичка партија кој што го гаѓал срцето на народот, кој што целел да го освои срцето на народот, што е најтешкото, но и ние го нарекуваме во политичките науки мали тајни на големите мајстори на занајатот политика. И ние точно знаеме што таргетираме, точно знаеме каде гаѓаме и со Божја помош нашето време допрва доаѓа.
Најблаго кажано. Така, кој е ставот на Интегра или конкретно прашам вашиот став во однос на формирање влада од победникот од македонскиот политички блок и од албанскиот политички блок? Види. Како тука се позиционирате? Значи, во политичките науки договорните категории не функционираат. Сега имате коалицијска, техничка влада меѓу СДС и ДПН по пржински формат. Тоа е една блјувотина во системот, да ми простите на израз. Такво нешто ниту има некаде во светот, ниту може да се одржи. Техничката влада е формирана само за да ги спроведе изборите. Не да води политика, не да владе. Во редна состојба, немате собрание, вие уште имате техничка влада. Значи, тоа е неспособност, не знаат кај тераат. Во системот не знаат кај тераат. Ниту Социјалдемократскиот сојуз, ниту нивниот сегашен технички коалиционен партнер ДПН. Си подметнуваат меѓу себе, вие крадете, ние крадеме. Се лажат меѓу себе, си подметнуваат игри, а народот тоне. Народот е се посиромашен, се по-безнадежен, се по-депресивен, анксиозноста е на сцена, младите ни бегаат, перспективата ја барат во бугарски пасоши и надвор. Тоа е трагедија во системот. Ние сме дозволиле, значи во политичкиот систем да имате сериозно триење меѓу две така наречени, нека ми простат на изразот, дибек партии, кои што не знаат кај терат, мислат дека се најпаметни на светот. Не е целата мудрост во тие две партии. Надвор од тие две партии, може видовте сега, имаше една анкета каде што подршката за тие партии е спадната на најниското историско можно, на историски најниското можно ниво, испод 10%. Подршката за лидерите дури е 6-7%. Тоа е трагедија за нив. Тие треба да се стават клуч, да одат во стечај двете партии. Затоа што таква подршка на народот пред избори е убиствена за нив. Прво психолошки ќе ги утепа. Но нацијата ќе ја крене. Нацијата сега треба да донесе одлука. Треба масовна излезност. Нема калкулација повеќе. Ако сега не излеземе и ако сега не донесеме нови политички сили, а не велам Интегра, велам сега да донесеме нови патриотски сили кои што ќе формираат татковинска влада. Нас не треба татковинска влада сега. А дали таа ќе влезе со партнер во албанскиот блок или не, зависи од нив, не зависи од нас. Оној момент кога ќе ја прифатат реалноста дека македонскиот народ е државотворен во татковината Македонија, нема проблем. Оној момент кога ќе прифатат дека македонскиот народ е стопан од оваа држава, не одземајќи го правото на споделен политички суверенитет на ниту една душа човечка на овие македонски простори, тогаш што е проблемот да се прифати македонскиот народ дека тој е стопан на Македонија? Што е толку битно и важно и која е позадината цел искриената намера да се изземе се македонско етничко од државно обележје на татковината? Што? 100.000 борци ние дадовме во Втората светска војна? 40.000 жртви дадоа македонците на страна на антифашистичка коалиција. И по Јалта имаме право да имаме своја држава. И ние имаме таа држава. 91 на референдум ја избоксувавме таа држава. Кој сега се обидува да ни ја одземе? Кој се обидува сега да ни го одземе правото да бидеме стопани на своето, во својата татковина? Да ми кажува некој професор на правен факултет дека повеќе нема македонски идентитет, дека има северно-македонски идентитет и некој здрав македонец во Тетово, во Гостивар и во изборна единица 6 ке гласа за Социјалдемократскиот сојуз повторно на овие избори. Па тоа е будалаштина од ранг. Не смееме ние да го дозволиме тоа. Македонците треба да стават прст на чело. Сега се носат тие одлуки. Македонецот треба сега да си ја земе судбината на својата татковина во свој раце. Да. Политичкиот суверенитет подразбира веење на македонско знаме во Зајас, во Кичевско, во Гостивар, секаде. Зошто имаат проблем да го веат државното македонско знаме? Зошто имаат проблем да се договориме за национални државни обележја кои што ќе го осликуваат македонскиот етнички идентитет на оваа татковина? Ова е наша татковина. Македонија е единствена татковина на македонскиот народ. Секој што ќе се обиде да ни ја земе татковината во оваа форма во која што јас ја говорам сега, не нуди перспектива и визија ниту за својот народ. Зошто некому би му сметало тоа? Освен ако нема скриени намери, ако нема некои шовинистички и редентистички амбиции и така натаму. Но македонецот треба да се собере, затоа ние го таргетираме македонското национално единство како стратегиски национален интерес, мора да се сплотиме нацијата, мора да се донесеме татковинска влада која што ќе се грижи и ќе се бори со сето свое срце, сила, душа и разум за македонскиот национален стратегиски интерес.
Не за да направиме конфликт или за да имаме проблем со било кого, но секој ќе мора да го почитува македонецот. Македонецот е горд, достоинствен, така и ќе остане. Значи нема сила што може да го измести македонецот од таа точка. Нашиот крвен запис е моќен крвен запис. Оставете ги што ве лажат овие од СДС и од ДПНЕ со години наназад дека има лајки 80 и дека не бил достоен да има своја држава и така натаму. Не. Тие се обидуваат да го анестетизираат тој моќен крвен запис, да го неутрализираат со децении наназад, економски да го сиромашат и така натаму. Но Македонија секој пат раѓала здрави македонски синови, кои што ќе застанат на браникот на самобитноста на македонскиот народ, на вековната борба за национална слобода која што е кронисана во име и за сметка на Република Македонија, така и ќе остане. И Преспанскиот договор ќе го испратиме во историја првите 100 дена. И спогодбата со Бугарија ќе испратиме во историја првите 100 дена. И Брисел ќе мора да смени нивната геостратегија и политика и да прифати дека без остварен македонски национален стратегиски интерес во татковината Македонија нема прогрес и просперитет на овој регион. Ќе им биде како чир. Ние таргетираме полна демократија овдека. 72 компоненти на Economist Intelligence Unit ги имаме во програмата. Ќе ги таргетираме една по една. Македонија ќе вратиме од хибриден режим, нели? Наредната фаза беше flawed democracy, беше фалишна демократија. Ние ќе однесеме кон полна демократија. Ема теорија во политички систем која што вели дека две полни демократи не војуваат помеѓу себе. Ние ќе станеме локомотивата да ги повлечеме сите останати да станат полни демократии. Не може Грција во трета декада на 21 век да го негира моето право на самоопределување. Тоа е точката на која ќе им падне Преспанскиот договор. Не може Бугарија да го негира правото на постоење на македонскиот народ, во етничка смисла да се нарече себе си македонски, да говори македонски јазик, да има своја македонска историја. Па будалаштина е договорот со Бугарија, каде што стои дека сме имале заедничка историја до 44-та. Што сами себе сме се окупирале, сами себе сме се убивале, граѓанска војна било, што било? Па будалаштина е тоа, зошто да им прифатиме? Заради некоја претпоставена европска перспектива која што ни е во моментот затворена. Јас секаде го говорам тоа. Па дали сте виделе новата методологија која што овие кријат под тепих од СДС? Новата методологија за пристапување кон ЕУ апсолутно ни одзема европската перспектива уште сега. Поглавјата ги внесувате во кластери, по 6 во еден кластер, преодот од еден во друг кластер е политичка одлука. На министрите и премиерите од државите земји членки, не е одлука на Брисел и на стручни експертски комисии, не. И ќе дојдете до третиот кластер, каде што бугарите ќе ви речат че го внесете бугарскиот јазик во уставот. Иначе нема да ви дадеме. Овие ќе го внесат. Ќе внесете бугарски јазик до 6 оделение задолжително, но овие ќе го внесат. На крај ќе ви речат да избришете се од македонци. Не сме да има ова држава ништо македонско етничко. И што ќе се избришеме? И ќе ве вратат во првиот кластер. Вие сте на почетокот. 15 години сте изгубиле во беспаќа, во глупост, се станале уште послаби, уште понемоќни во својата држава. Што ќе си ја дадеме татковината? Што? Каде ќе одиме после ние македонците? Ние не смееме да дозволиме да немаме татковина. Тоа значи крвопролевање на Балканот. Отворено го кажувам јас. Не е ова закана. Но македонецот мора да го има остварено македонскиот национален стратегиски интерес во својата татковина, ако сака албанската етничка заедница да има прогрес и просперитет и овде и во Албанија и на Косово. Ако сака да одат напред, мора да одиме напред сите заедно и партнерски, рамо до рамо како соседи, како држави кои што ќе се почитуваат едни со други. Тоа ќе мора да го сватат и Бугарија и Грција. Не може во трета декада на 21 век да одиме со историски атавизми, со непризнавање. Ако јас чувствувам дека сум македонец, ако имам пишан запис дека до седмо колено дедо Лео до денес сум македонец, кој може да ми го оспори? Ако имате француско-македонски лексикон од 1594 година, печатен во Париз, каде што ги имате истите македонски зборови кои што ние денес ги говориме овде, а се во лексикон француско-македонски, кој може да каже дека јазиков постои од Тито, од Сталин, од не знам 44-та? Тоа е будалаштина од ранг. Тоа е нешто што е вон памет, вон ум. Тоа само ќе го зајакне македонскиот национален интерес. Да. Ќе го сплоти македонскиот народ, ќе го вратиме на сцена македонското национално единство. И македонецот повторно ќе биде свој на своето во својата татковина. И на тоа ќе мора да сметаат и Софија, и Атина, и Брисел, и Вашингтон. Има начин како. Господ е со нас да ни помогне и се додека ние сме со Бога и тој ќе биде со нас, бидете сигурни. Какви се луѓе има во Интегри? Во контекст нова да ве прашам,
Од каде очекувате гласови, да речеме, од тие кои што не излегувале воопшто на гласање, затоа што можеби не верувале во двете најголеми политички партии, или пак од левата и десната опција, мислам на СДСМ и на ВМРО? Види, јас Или од секаде? често пати говорам дека Љупчо Ристовски не ора туѓа нива. Никогаш. Прво, тоа не е библиски. Второ, во периодот кога ние се регистриравме како партија, имаше 72% неопределени луѓе кои што трагаа по нова опција. Ние го пополнивме тој вакуум со приличен процент. При тоа преидоа многу патриотски здрави сили и од ДПН кај нас. Преидоа и здрави патриотски сили од третиот, четвртиот ешелон на Социјалдемократскиот сојуз. И тоа не е ништо спорно, еве сега по мрежи мене напаѓаат, тој бил ваму, тој бил таму и така натаму. Тоа апсолутно нема врска. Мене ме интересира срцето на човекот. Мене ме интересира дали тоа срце дише и гори за Македонија, за својата татковина или не. За сите е вратата отворена. Секој може да биде додадена вредност. И ние каде што ќе препознаеме потенцијал, велиме, ајде партнерски, секој во својот личен потенцијал, со својот личен потенцијал, да биде додадена вредност еден за друг. И ги отвараме вратите во лидерските тимови и велиме, ајде заедно да препородиме татковината, секој да биде коцка за мозаикот во она што е негов личен потенцијал, во тоа што е негов фах. Што го сонувал цел живот да го оствори, еве му политичка платформа, еве му подадено рамо, подметнато рамо, подадена рака, ајде заедно партнерски да влеземе и да направиме пресврт на политичката сцена. И затоа расте интегра, затоа што е инклузивна за се, што е патриотско, што е добронамерно, и кое што искрено со сето срце, сила, душа и разум и со љубов си го сака својот народ и својата татковина. Тоа е единствениот критериум. Единствениот критериум. Иако, еве ме прашувате какви тимови имаме, не бие глас или имаме имидж дека сме некоја си, не знам, професорска елита, дека се претежно професори, доктори на науки, но велам има многу професионалци од разни области, имаме и луѓе од секојдневието. Значи, важно ни е се. Важно ни е да ни се покриени ресорските тимови со експертиза и фала на Бога, ја имаме веќе владата во сенка, со почетокот на изборите ќе ја представиме. Владата во сенка, нацијата точно ќе знае која експертиза по два-тројца по ресор ќе имаме, точно ќе знаат кој ќе го води тој ресор. И да имаат доверба дека Интегра има лидерски тимови кои што не една, може 3 влади да формираат во истиот момент, ако сакат и сите да се во прв состав. Значи немаме проблем во тој дел. Имаме стварно навистина една лидерска елита која што е вон стандардна на овие простори. Тоа се претежно нови ликови во политиката. Многумина од нив не биле членови на нито една политичка партија, се одважиле и охрабриле да напуштат зоната на комфорт, да излезат на политичката сцена. Ние сме отворени, значи имаме нивоа во лидерските тимови кои што се пополнуваат секојдневно, се јавуваат луѓе. Значи на веб страната имаме онлайн пристапници, имаме анкети, ни праќаат биографии, нели заинтересираност за влез во лидерските тимови, нормално имаме методологија за проверка и така натаму. Едноставно нашата амбиција е, ако имате во моментов 35% неопределени, а ние имаме рейтинг како што имаме според овие сондажи што ви ги кажав. Значи, предпоставено им се доближуваме на овие предпоставено поголеми партии и дефинитивно сме фактор без кој што не ќе може да се формира влада во Македонија. Значи, тоа е веќе фикс. Тоа го знаат и странците, го знаат и СДС, и ДПН, затоа калкулираат со датумот на изборите, и сами не ќе може да формираат влада. Сега, што е додадена вредност во дадениот момент за оваа средина изборна единица 6? Јас во неколку наврати говорам дека орелот предпоставено дуи, лета високо затоа што има две силни крилја, тоа се ДПН и СДС. Тие две крилја го лета орелот на дуи многу високо, зашто секој избори ги оценува, те едните, те другите. Така ли? Секогаш, за да формира влада СДС, им треба дуи. И на ДПН им треба дуи. Минатиот пат дуи ги турна ДПН од изборите, си дојде СДС на власт. Сега ќе го турне СДС, ќе сакаат те едните, те другите. Но се додека ние, македонците, сме фокусирани во ова црно-бело сивило, во овој црно-бел визир на ДПН и СДС, оралот ќе лета многу високо во Македонија. 20 години, па малте не тие условуваат се во Македонија. И тие одат напред. Погледнете ги нивните куќи, нивните бизниси,
Појдете во Источна Македонија, видите ги куќите на македонците и бизнисите и ќе видите голема разлика. Појдете во Скопје, кој дава фискални сметки, појдете во Тетово Гостивар, кој дава фискални сметки. И што е на чиј товар во оваа држава. И тоа еден ден треба да погледнеме во очи. И за тоа имаме решение, научно издржано, теориско, во кое што секој ќе мора да си ги плаќа давачките према државата на легитимен начин, затоа што живееме во иста држава. Значи има начин како тоа да се направи, а некој треба да им каже и некој не треба да зависи повеќе од нив. И јас реков јавно, Љупчо Ристовски и Интегра се единствениот човек и партија, единствениот лидер на политичка партија, единствената политичка партија која ќе ги истече крилјата на орелот. Значи ќе ги тргне СДС и ДУИ од позиција да бидат постојано зависни како од дрога од ДУИ да ги донесе на власт. И понатаму да крадат здушно, да го играат тангото со ѓаволот, во кое ние како народ сме на ивица на провалијата. И јас ова го говорам во полна одговорност. Тоа значи дека Интегра влегува на политичката сцена и повеќе е тампон од кој што не ќе може никој никого повеќе да условува. Интегра е решението никогаш повеќе македонецот и македонскиот народ да не биде условуван од било која партија на албанска етничка заедница или било која малцинска група во Македонија. Значи нас ни треба да го разиграме политичкиот амбиент во македонскиот политички блок. И треба да ги отцртаме македонските национални стратегиски интереси, да ги забетонираме и повеќе да не дозволиме никој никогаш да дирне во зеницата на тој македонски национален стратегиски интерес. Оно момент кога македонецот ќе биде сплотен и единствен, тогаш веќе сите ќе ги менуваат своите стратегии, ќе ги менуваат своите политики и ќе мора да сметаат на сосема поинаков однос во политиката. Уцените едноставно како пареа ќе испарат во воздухот. И тоа е факт, ако сакате, нацртајте на хартија, ќе дојдете до овој заклучок кој што јас го имам. Затоа единствената опција на овие избори е македонците да се фокусираат на нова политичка визија, на нова политичка партија, на ново политичко лидерство, на нови ликови во политиката кои што ќе ја влеат до вербата дека навистина знаат, умеат што да направат со препорот на татковината, но и кои што навистина си го сакаат својот народ и својата татковина Македонија. И кои што по делата ќе покажа дека навистина го мислат тоа кое што го говорат, се вративме на она со што почнавме. Да. Значи интегритетот е она што ние го мислиме и го говориме, тоа што го мислиме и го говориме и ќе го чиниме во нашиот живот. Дали од спротивната страна седел во партиски преговори Али Ахмети или не знам кој од албанската етничката заедница или од било кои малцински групи, дали седел Борисов, дали седела Меркел или Трамп или Джонсон или било кој или Нетањаху, ова ќе биде тоа кое што ќе го говори Љупчо Ристовски и Интегра Македонска конзервативна партија. Ниту запирка, ниту точка повеќе или помалку. Тоа што ќе го ветиме на македонската нација сега, тоа ќе биде нашата политика и стратегија утре. И сите мерки и инструменти на владените политики, ако даде Господа сме ние на власт, ќе бидат овие кои што јас ви ги говорам. Крајните таргети и крајната цел ќе биде да го кренеме овој народ. Македонците мора да бидат богати и задоволни и среќни од постигнатото во својот живот. Квантумот на среќа е иманентно својство од Бога дадено и ние мора да го оствариме тоа во својата тковина. Ништо помалку нема да се борам било кој албанец во Македонија или било кој припадник на било која малцинска група во Македонија или било која етничка заедница во Македонија да нема шанса или еднаков пристап и еднаква шанса да го оствари својот личен потенцијал во својот живот. Да рече еден ден и тој и сите ние заедно, да, среќен и задоволен сум од постигнатото во мојот живот, во мојата татковина Македонија. Ова е узансот на кој што Македонија може да направиме просперитетна држава меѓу првите во Европа, да не речеме пошироко. Да. Да речеме, која е таа лоша равенка што во Македонија досега третата опција политичка не успела? Може би имало некои поединци кои што влегувале во парламентот, ама ајде тие знаеме низ историски се претокувале во нив. Кажавте, да. Тоа е неповолен изборен модел. Шесте изборни единици мора да преминат во една изборна единица, за да отцртаме реална политичка карта во Македонија. Да видиме кој глас колку тежи во Македонија. Второ, треба да се забранат предизборни коалиции, за да се знае кој колку тежи на политичката сцена, и ова е многу научно издржано. И трето, треба да се отвори система за нови
политички визии, за нови политички субјекти и секој треба да си добие шанса на овој политички пазар, во оваа политичка битка, во овој политички надпревар да покаже и докаже што знае и што умее да го допре срцето на нацијата, да го допре срцето на тие што гласаат. Дали станува збор за македонскиот народ или за албанската етничка заедница или за малцинските групи, етничките малцински групи и така натаму, сеедно. Но секој треба веќе да се научи дека овој народ бара поинакви стандарди, поинаква перспектива во политиката. Интегра ќе наметне поинаков стандард во политиката. Не ќе може повеќе да се лаже и краде својот народ. Никогаш. Ќе треба се да биде фокусирано на својот народ. Ќе треба се да биде фокусирано на индивидуата. Тоа е либертаријанскиот модел. Не да кренеме високо, државата да смалиме, да ставиме во ќошот. Таа треба нам да ни служи, не ние неизе. Ние треба неизе да и се товариме, не таа нам. Не да ни даде, но да ни создаде услови да подметне рамо, да подаде рака, за да нас не крене. Да имаме богати и задоволни од постигнатото во својот живот и среќни граѓани во Македонија. Тоа е крајната цел на постоење на една држава. Да не олесни нам да успееме во нашиот живот со нашиот личен потенцијал. Друг модел на држава не смее да помислиме да постои во Македонија. Не постои државата за овие политички елити, по Макијавели да се пикнат натре за предпоставено моите 5 минути во политика и да испокрадат се што може да испокрадат од оваа држава. Па да им биде во памет само тендери и грабање од буџетот и од джебовите на овој народ. Не, ние треба да смениме политиката. Народот одлучува. Нацијата одлучува. Сега на гласање ќе се избереме политичка елита во која што имаме доверба дека нема да не краде, дека нема да не плячка, дека нема да ни сее страфи и ужаси, дека нема едноставно нам да ни се товари, дека ќе ни го олесни животот и да ја вратиме на смевката на луѓето. Луѓе по улица одат со наведнати глави, веќе нема насмевка. Не мора да вратиме на смевката на луѓето во Македонија. Сите ние овдека заслужуваме квантум, тоа е правото на лична среќа што ни е од Бога дадено. Заслужуваме квантум на слобода која што ни е од Бога дадена. И од тоа нема бегање, ние мора да се бориме да го постигнеме тој краен дострел. Нека не ве лажат другите дека тоа е невозможно, дека тоа е идеално општество. Не, штом јас ова го говорам. Знаете дека сум проповедник во Словото, дека сум Божји човек, дека со лага ага не се бидува, нема лага во мојата уста. Со вистина и со љубов излегувам на политичкава сцена. Колку и да е сирова реалноста, мора да се соочиме со неа, но е шанса од Бога дадена да ние преземеме нешто. Со Божја помош да го направиме тој посакуван пресврт, да ја донесеме на сцена таа нова македонска ренесанса. Јас тврдам дека за 10 години ќе учат нации и држави како се враќа нација во живот, како се препородува и како се крева да биде богата и просперитетна нација и држава. Ова ќе биде узансот кој сите ќе учат. И Европа ќе се срами после 10 години од ова што ние ќе го постигнеме за тие 10 години. Да, како последно прашање, ќе ве прашам околу она што ги стакнавте на словото, сте гласноговорник и проповодник. Како гледате на прашањето за МПЦ? Има ли напредок овие 2 години? Знаеме дека на дебатните емисии најчесто ве викаја за гостин околу ова прашање, меѓутоа сега сте влезен подлабоко во политичките води. Знаете, тоа е едно многу чувствително прашање. Значи, следната идентитетска одредница, која ќе биде под силна агресија, е духовниот идентитетски момент кај македонскиот народ. И во оваа фаза, може би е многу помудро, ние како политички партии да сме малку на страна, да оставиме простор, да зајакне внатре патриотскиот дел во синодот на Македонската православна црква. Единствено што можеме во дадениот момент е да пратиме порака дека има поддршка во тој патриотски дел од нас, дека треба да издржа да се сочека, расплетот на избориве, затоа што и во Македонија веќе ќе раснат татковинските патриотски сили, ќе има промена на политичката карта и ќе застанеме рамо до рамо партнерски, ќе подметнеме рамо, ќе подадеме рака и ќе сториме се што е потребно, и понатаму МПЦ да биде горда, достоинствена, стаменита, да не одлучува под уцени, закани и притисоци и да стои на столбот како браник на македонскиот национален стратегиски интерес, македонскиот национален идентитет и така натаму. Таа не одржала во својата духовност во време на османлиите, во време на српско, била по жесток притисок во време на комунизмот и сега
тие марксистичко-ленинистички елементи се обидуваат исто така да извршат влијание, но нема бојазност, се додека има вакви здрави патриотски сили во татковината, главата горе, заедно ќе извојуваме таа битка и македонецот ќе остане свој на своето во својата татковина, ќе го сочуваме тој духовен идентитетски момент, ќе го зајакнеме духовното кај нацијата, ќе се свртиме кон нашиот Господ и Спасител Христос, ќе се свртиме кон Библијата, ќе го изнесеме словото на површина, вредноста, доблесноста, интегритетот и во политиката, и никој никогаш повеќе не смее да биде доведен во ситуација да биде уценуван, условуван или да му се некој заканува или не знам да се подведува во понижувачка позиција и ситуација, поготово не македонскиот народ. Да. Господин Ристовски, ви благодарам што бевте гостини во рамки на емисијата Спектар на телевизија Ки Семенада. Ви посакувам успешна политичка кариера на вас и на вашата партија и добро здравје. Јас ви благодарам на поканата и ви честитам, мислам. Вие сте еден бастион на македонското во овие подречја и ако даде Господ да формираме влада, ваквите проекти ќе треба владата здушно да ги поддржи, да нели подметне рамо, да подаде рака, да ве крене, да пораснете, да станете еден голем медиум во Македонија, национален медиум кој што навистина ќе биде на браникот и на македонскиот национален стратегиски интерес, но и на нели се останато за кое што говоревме во оваа емисија. Така, ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вам.